Пред Кавадарчани синоќа ВМРО ДПМН и коалицијата ја представија својата визија за новата ера и проектите кои ќе се реализираат доколку нивниот кандидат за градоначалник Митко Јанчев ја добие довербата од граѓаните. Јанчев пред своите сограѓани вети затворен пазар со паркинг простор, нова економска зона, реконструкција на колекторскиот систем, 2 нови училишни спортски сали. Кавадарци влегува во нова ера, да и посакаме добре дојде на новата ера. Ја донесов можеби најтешката одлука во мојот живот, на крај победи предизвикот. Целата енергија ќе ја насочам на нови проекти, одговорно и домакински ќе ја извршувам функцијата градоначалник. Одлуката за кандидатура беше лично моја со поддршка од моите најблиски. Ниту некој ме притискал, ниту на некој нешто му должам, рече Јанчев. Познавајќи се себе си, целата енергија што ја имам и големата желба за нови предизвици, верувам дека одговорно и домачински ќе ги извршувам моите должности во функцијата на вас граѓаните. Во изминативе 8 години беа решени низа проблеми кои беа од големо значење за кавадарци. Градоначалникот на ВМРО ДПМН, господинот Александар Панов, успеа со безрезна поддршка од владата на Република Македонија, предводена од господинот Никола Груевски, а со посебна поддршка од нас граѓаните, да реализира неколку капитални проекти, како да изгради инфраструктура која создава предуслов за развој на стопанството и бизнисот сектор. Во последнава недела, додека јас се одев низ Кавадарци, да ги слушнам вашите проблеми, да ги видам вашите соживот со комшиите, да видам инфраструктурата. Мојот против кандидат дигна рака за двојазичност во Република Македонија да има. Ви треба лидер, човек на кого ќе се обратите. Општината која ќе ги отвори вратите и ќе ме пречека секогаш кога ќе имате таква потреба. Програмата не се прави ради реда. Програмата е изборна програма и треба да биде реална. Со решенија кои се издржани. Ви ги нудам, вас, драги мои сограѓани, тоа што навистина ви треба. Ви нудам програма, чие исполнување за Кавадарци се качи многу чекори нагоре. Вие ќе живеете поубаво, вашите деца ќе имат каде да создаваат. Додека ја подготвувавме програмата, сегаш ја замислував иднината на моите 3 деца. Замислите дека ќе создадам услови не само како татко, туку и како градоначалник. Јас тука би спомнал неколку проекти од нашата програма. Кавадарци ќе има за прв пат иновативен и нов проект. Проектот го ставивме под името Мој општинар. Доста беше вече времето позади во општинската зграда да доаѓаат граѓаните и да им кажуваат: дојдете покасно, дојдете утре, дојдете задутре. Општинарите ќе доаѓаат кај вас. Како земјоделски град имаме хроничен проблем со грозјето. Исто неплаќање, а кога имаме грозје нема кој да го откупи. Направивме една анализа која што кажува последните 5 години дека има проблеми и со вишок на грозје, а има години како и сегашната кога нема грозје. Нашата идеја е да изградиме дистилерија од 40 до 50 милиона килограма грозје да може да откупи во секој момент. Од проектите што го спомнам, затворениот пазар со катна гража на сегашната локација. Имаме предвид за изградба на 2 нови градинки, затоа што многу родители имаат проблем со своите деца, не може да си ги носат во градинки. Реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Со тоа ќе овозможиме да имаме подобар фудбал и да живее Тиквеш. Да живеат и лозарите како навивачка група. Да се дружиме, да можеме да имаме спорт во градот. Фудбалот е најмасовен спорт секаде. Во комплекс на фудбалскиот клуб ќе го доизградиме и за поставениот центар Ла Луна и ќе ја ставиме во функција винската куќа. Тоа ќе биде цел комплекс и за млади и за стари. Имаме изградба и модернизација на 12 ваташки другари. Овој локалитет е многу важен и за село Ваташ, и за Кавадарци, и за Тиквишијата. Сакаме да му дадеме уште поголемо значење со изградба и реконструкција на постоечкиот споменик, со правење на дом на култура, изградба на летниковеч и куќа за продавање на сувенири. Кога ќе дојде турист да знае кај бил, а не да нема што да виде.
На митингот своје обраќање имаше и носителот на советничката листа Горица Пеливанова Вилхелм. Таа ја представи советничката листа и рече дека на неа се наоѓаат луѓе професионалци со интегритет. Сакам да ги повикам сите граѓани на општина Кавадарци, без разлика на нивната партиска, национална или етничка припадност, да ни се придружат во идејата за подобро Кавадарци, да ни се придружат, заедно да направиме повеќе, заедно да дојдеме до нова изборна победа во центарот на Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја обвини актуелната власт дека работела на уназадување на земјата, се што ветиле од СДСМ не реализирале. Новата власт работела незаконски и насилнички. Прифатија редефинирање на историјата, прифатија двојазичност, кој не знае да ги реши проблемите на граѓаните, прифаќа се што е на штета. Борисов си направи одличен договор за неговата земја. По изборите ќе прифатат се што бара и Грција. Се обидуваат да впротнат неуставни закони, донесоа декрет на влада да нема референдум во ист ден со изборите. Ме обвинуваат дека мигрантите биле во мојата глава, а не му даваат можност на граѓаните да кажат што мислат по тоа прашање, рече меѓу другото Груевски и говореше за она што ќе реализираат. Лидерот на партијата упати јавна благодарност до актуелниот градоначалник Александар Панов за сите реализирани проекти. Го спомена решениот проблем со водоснабдувањето, придонесот за привлекување на Дрекслер Маер. Груевски нагласи дека во Кавадарци невработеноста се зголемила за 9500 нови работни места благодарение на нивните политики во изминатите години. Македонија 4 месеци живее во помрачување. 4 месеци помрачување над земјата. Имаме нова власт која на секој чекор пременува незаконско работење и насилничко работење. И не се ни кријат во тоа. Не се ни обидуваат да го направат законско. Се чувствуваат осилени, не од народот. Тие знаат дека народот не ги донесе на власт. И вие знаете дека вие не ги донесовте на власт. И знаеме сите кој ги донесе на власт. И затоа се чувствуваат осилени, дека можат се да прават и вон закон и вон се. Па на 15 октомври овој народ ќе им покаже дали треба да се осилени или треба да се исплашени. Со нас нема празни зборови, демагогија или општи апстрактни фрази. Туку работа, работа и само работа. И исполнување на ветеното. Тоа е ВМРО ДПМН. Заради сето тоа, на овие избори велиме гордо, достоинствено и јасно. Секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври. Со пенкалото во рака, масовно, со главата горе. Против помрачувањето и за новата ера, во новата декада. Да одбереме работа и посилна економија. И секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија.